Деветте сестри што имале еден брат. Змијата го изеде и пак змијата го оживе. Чита Александар Станојков. Си биле 9 сестри и еден брат. Братот бил втасан за женење и го посвршиле од една куќа кај што била една девојка помеѓу 9 браќа. Дошол денот да прават свадба. Поканило момчето сватој и се спремале да одат по невеста. За момчето имало една кочија приготвена. Внатре биле двете сестри од момчето, постарата и најмладата. Едно тргнаа сватоите и излегоа од порта надвор. Момчето беше излегло од кочијата надвор и влегло домата, беше си обуло скорните и во обувањето десната нога беше го клукнало една змија за малиот прс и си паднало умрено. Чунки, така му беше наречено од треќата вечер. За тоа нешто немалата сестра беше знаела, да затоа не беше му и давала скорните да си обуе, арно туку на момчето страму било да оид без скорни зет. Чекаа што почекаа сестрите и видоа ти го нема да дојдет. Брго трчаа внатре и го најдоа умрен. Го кренаа враце без да го видат сватоите и го кладоа в кочија. Отидоа кај невестата и на тргнување за назад, адетот јет да излезит зетот од кочија, да го видит младата невеста, да после да тргнит. Сестри му на момчето му кажале на браќа на невестата оти зетот бил многу уморен од 3 дни и 3 ноќи што слугувал на сватоите, да затоа не треба да му го скршат сонот, чунки му бил многу гален, бидејќи еден брат бил помеѓу 9 сестри. Видоа не видоа 9 браќа, му ја дадоа невестата и си ја зедоа и неа кај 9 сестри. Одејќи, дојдоа во една гора и запеало едно пиле на едно суво дрво ја оро. Циуру, 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 виуру, кај се чуло и видело, за да земи невеста момче умрено. Така запеало до 3 пати пилето. Мори сестри, мори золви, дали чувте пилето како пеи? Му рекла младата с невеста. Мори чувме, сестро, знао. Туку, ако пилето пеи, ништо лошо не ни велит, и да ти е умрено момчето, пак ако сака Господ, може да ти го оживет. Му рекле двете сестри нажалено. Откога си дошле дома зетот и невестата со сите сватои, наместо свадба да прават и зетот со невестата да го венчаат, го спружија в куќи да го плачат и ташат. Младата невеста коси лице си искина со ногти и сакаше сама себе да се убие, ама не беше ја остаиле. Многу се молила младата невеста за гробот да му го направат на момчето колку едно одајче за двајца да збират. И вистина така беа му го направиле. Од тој ден што го кладоа момчето во гробот, беше си влегла и таа внатре со него. Цели 3 години беше седела во гробот и се што се моли на Бога да ја го оживит. Навистина, на Бога беше му се нажалило за момчето и молењето од таа млада невеста да беше заповедал на змијата што го клукнала да појдит и да му плукни в уста на момчето за да оживит. Едно влегла змијата во гробот и ја видела младата невеста. Проклета змијо, беше ја рекла. Дали ти беше што го клукна моето момче? Зар не ти е душата раат што дојде за уште еднаш да го клукнеш? Ја постои јас тебе да ти ја столчам главата да видиш како боли. Немој, млада невесто, не тепај ме, од јас никаков кабајет нема, му рекла змијата. Чунки, така беше му нарекле на треќата вечер на момчето на речниците, да умри од мене, да јас бев пратена од наречниците, а не од ќео мој. Чунки ние змиите не сме пратени од Бога да клукнуваме луѓето за да умираат, ами сме создадени за добрина на луѓето. Туку луѓето не зеле на удуду и кај да не видат се со камења не бијат, да од тој себе, бранејќи се ние, сме клукнале некого. Ти сама си чула, невесто, кога да речат старите, дури не ја згазиш на змијата на опашката, не те клукнува. Ете така, невесто. Поистај се сега од кај умреното ти момче да му плукнам в устат за да оживеет и ој си со него дома за веко да си го поминиш. Не верувам од змија добрина, му рекла невестата, туку ајде да видам што чудесија ќе биде. Пошла змијата до устата од момчето и му плукнала како што рекол Господ,
и за големо чудо оживеало момчето. Се ватиле рака за рака момчето и невестата и со молење Бога и го славеа, си ојдоа дома и отпрвин текрар свадба курдисаа. Чини са младо големо, здраво и улогал, свадба направиле и славно се венчале и векот двата си го ќердосаа. Од мене приказна од Бога здравје на домаќино. Таа приказка е песна, но прикажувачот не сакаше да ми ја пеит, чунќи друзи многу песни беше ми пеал, да напоследок таа песна ми ја прикажа како приказка и така ја записав.